Акционерите на акционерското друштво АД Победа Прилеп донесоа одлука дека сите едногласно ги продаваат своите акции за номинална вредност од 1 евро. Имено причината за оваа одлука е да се врати клубот на оние на кој што припаѓа, на граѓаните на Прилеп, на градот Прилеп. Оваа наша одлука несебично беше поддржана од страна на градоначалникот на општина Прилеп, доктор Илија Јовановски, да ги објавуваме на јавен оглас, пошто е акционерско друштво, постојат одредени регулативи законски врз кои што треба да се повикаме. Веќе потписите се обезбедени, согласноста е обезбедена од сите, меѓутоа еден од акционерите не е физички присутен тука, освен него сите другите сме потпишани, чекаме да биде во можност да го даде и тој својот потпис и ги даваме на јавна објава истите акции на продажба на останати компании, потенцијални единци, на оние кои што се заинтересирани, што во поголем број тоа би било подобро за да може да се спаси за спасна победа и да се врати победа онаму каде што припаѓа. Јас само би додала нешто дека дел од акционерите и понатаму ќе останиме покрај новото раководство на фудбалскиот клуб Победа и ќе го поддржуваме финансиски како спонзори се со цел нормално да го задржи нивото на кое што. Според мене, лична препорака на идниот собственик на акциите, она што е клучно и најбитно е правилна организациона структура и поставување на систем, пошто верувајте, еден краток временски период јас бев лично ангажирана во водење на фудбалскиот клуб, е еднакво на институција, како да водите компанија и треба малце посериозен пристап на истото. Бев свикан на состанокот на 25 март, на состанокот на акционери на АД Победа Прилеп, каде што го следев нивниот коментар, нивните разговори, нивните сугестии и на крај акционерите на акционерското друштво Победа Прилеп донесе одлука да своите акции кои што ги имаат на располагање ги отстапат за по 1 евро, така да сите акции на АД Победа Прилеп сега вредат 5 евра. Тоа што значи? Значи дека клубот е оставен на град Прилеп. Не на општина Прилеп, ова сакам посебно да потенцирам, туку на град Прилеп. Општината Прилеп секогаш ќе има логистика на акционерското друштво Победа Прилеп, како што имаше и досега, да кажем и локалната самоуправа и во поранешниот состав и минатиот градоначалник одвојувал околу 3 милиони денари секоја година, како што беше 2017 и 2018 година 3 милиони денари беа одделени за фудбалскиот клуб Победа, што се случи и оваа година. На предминатата седница Советот на општина Прилеп донесе одлука и оваа година за 2019 се доделат 3 милиони денари на фудбалскиот клуб Победа. Само во овој момент додека траат претседателските избори, тие средства ќе бидат префрлени на фудбалскиот клуб Победа после 5 мај. Она што сакам да напомнам, дека и понатаму она што имаше обврска општината Прилеп да го изгради и стадионот, тоест северната и јужната трибина на стадионот. Еве како што гледате, во постапка е сега северната трибина се покрива, во тек е тендерска документација за правење на јужната трибина, околниот зид и се оние инфраструктурни елементи што му следуваат на градскиот стадион. А исто така добив уверување и од Фудбалската федерација на Македонија за она активност и према договорот што требаше да го исполнат, да биде ставени во функција рефлекторите на стадионот и требникот на стадионот. Јас се надевам дека она што имаат тие обврска ќе го направат, а јас сум сигурен и уште еднаш тврдам сега дека градскиот стадион, тоест трибините на градскиот стадион до почетокот на наредната сезона, фудбалска сезона ќе бидат направени. Тоа е еден подстрек за сите наши нови идни акционери што би се јавиле или граѓани од нашиот град, стопанственици, фудбалски работници, навивачи. Значи, од овој момент акциите се на располагање и мислам дека оваа година мора да се најди начин или можност Победа да опстаи во прва лига. Да кажам, многу е тешко условите кои што се најдува во овој момент фудбалскиот клуб Победа. Од финансиски аспект има одредена
сума и исто така незавидна положбата на табелата на фудбалскиот клуб Победа. Сепак остануваат уште 13 коло до крајот на првенството. Се уште има теоретска можност тоа да се направи, затоа што ако оваа година Победа успее да остане во првата лига, од наредната сезона, како што кажав, ќе играме на свој терен. Гледачите и граѓаните на Прилеп ќе имаат можност сите тие фудбалски утакмици што ги игра Победа да ги гледа на свој терен на градскиот стадион Гоце Делчев тука во Прилеп. И еве да упатам еден апел до сите стопанственици, заинтересирани граѓани кои што сакаат и го сакаат и фудбалот и Победа, да вложат одредени средства, доколку сакаат се разбира, посебно поголемите компании од нашиот град, бизнисмените кои што можат да направат бизнис план и да го одржуваат овој клуб. Навивачите исто така да бидат вклучени, пошто на Прилеп и Победа има доста навивачи кои што вистински ја сакаме сите Победа, го сакаме фудбалот во Прилеп и ова нека биде еден апел да овие акции од 5 евра ги откупат или ги откупи еден, за да може Победа понатаму да функционира во прва лига како што беше досега. Значи статиката што не беше изготвена, направена е, добив несогласност, инаку сигурно немаше да почне да се гради северната трибина. Во постапка е проектната документација околу начинот на легализација на овие рефлекторите во градскиот стадион. Мислам дека мора да најдеме начин, уште еднаш кажувам јавно, тоа го презентиравме и во Министерството за транспорт и врски и во Фудбалската федерација на Македонија, која е можноста и начинот да видиме дали се тие вистински правилно направени, за да можеме да ги легализираме, ако може така да се рече. Таа постапка мора да тераме до крај и јас сум убеден дека ветувањето што го даде Фудбалската федерација на Македонија дека ќе го направи тоа со рефлекторите, да ги стави во употреба и тревникот на градскиот стадион до почетокот на наредната сезона се надам дека Победа ќе игра на свој терен. Колку пари се од општината во инвестиција од ФФ? За ФФ не можам да кажам колку средства имаат вложено и колку ќе вложат понатаму, а во овој момент на овој тендер за оваа градба што изведуваат сега северната трибина се 10 милиони, околу 10 милиони нешто денари, а за градежните работи што е другиот тендер е 30 милиони денари. Значи во овој момент околу 40 милиони денари издвојува општина Прилеп за реконструкција на градскиот стадион. Па добро, еве во овој момент јас во клубот, пошто сум долго време и со оваа иницијатива на некој начин го превземам одговорноста да раководам со клубот до крајот на првенството, додека се најде решение и добро да се организираме како што претходно се спомена, бидејќи првенството е во тек, ќе се обидиме да обстанеме во првата лига. Како еден од најтешките моменти е во клубот, бидејќи сме единствен клуб можеби во цел свет кој што 3 години играме надвор, а тој притисок не е само финансиски, тој е огромен финансискиот, меѓутоа вториот притисок е обезбедувањето на бодови, посебно кога се борите за место во табелата. Немате помошта од публиката, тешко е секоја утакмица играме надвор и затоа во овој момент и сакаме да се заблагодариме на градоначалникот што конечно после 3 години некој се најде да тргне да реши овој проблем да ги играме над преварите тука. Ќе се обидиме да го завршиме првенството, да обстаниме, меѓутоа ништо не значи и ако не обстаниме, целта е да се стабилизира и организира клубот, да функционира онака како што треба, како што доликува еден клуб во прва лига и како што ликува клуб на Прилеп кој што важеше за еден од најспортските градови во држава.